Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА се одбележува денес и во Македонија. На Скопскиот плоштад се делеа презервативи и прирачници во близина на комбињата во кои се вршеше бесплатно тестирање. Под мотото ХИВ не засега сите, тестирај се за ХИВ, поддржи ги лицата кои живеат со ХИВ. Невладината ХЕРА, Министерството за здравство и меѓународните организации во земјата одржаа заедничка пресконференција. Соочени со бројките, здравствените власти се подготвени да реагираат. Во моментов на антиретровирусна терапија се 45 пациенти, односно, што е исто така многу битно, сите пациенти во Република Македонија кои имаат потреба од антиретровирусен третман се покриени со терапија и нивниот третман се следи во согласно со методите и техниките препорачани од Светската здравствена организација и од реномираните европски центри за третман на ХИВ-СИДА. Секако, дека секогаш може повеќе и подобро. И затоа сакам да нагласам дека Министерството за здравство многу сериозно ги разгледува сите забелешки од невладините организации и добро е што имаме коректор во својата работа. Навременото тестирање значи можност за навремен пристап до терапијата, која пак драстично ја намалува смртноста и обезбедува нормален живот, работоспособност и општествена продуктивност на лицата со ХИВ. Пристапот до терапијата го намалува преносот на инфекцијата по сексуален пат за 96%. Денешниот ден го почнуваме со посета на павилјонот за советување и тестирање, сместен на двете мобилни клиники. Нема подобар начин да се подигне свесноста, освен да се учествува на вакви настани и да се даде поддршка за напорите за тестирање за ХИВ вирусот. Ги посетив комбињата и импресиониран сум од опремата што се користи тука. Во Република Македонија се регистрирани 142 случаи заболени од ХИВ-СИДА. Само годинава 10 нови. 7 лица имаат СИДА, а 3 го носат ХИВ вирусот. За оваа смртоносна болест нема лек ниту вакцина.